Наградите за 31-иот меѓународен атлетски маратон за мажите и жените се чини оваа година ќе бидат еднакви. Изедначувањето на паричната награда на некој начин беше изнудено со остри реакции од неколку женски здруженија упатени до организаторите на овој спортски настан. На плакатот најавата за годинишната трка објавена на социјалните мрежи пишува дека победникот во трката за мажи ќе добие 800 евра, додека победничката во трката за жени 500 евра. За второ место за мажите наградата изнесува 400, а за жените 200 евра и така натаму. А патеката и за едните и за другите е иста. Ирина Хаджимитова од женската граѓанска иницијатива Антико вели дека ова е недозволиво. Ваквиот пристап првенствено не е ниту во спортскиот дух, меѓутоа уште поважно не е во согласно со законот за еднакви можности на жените и мажите, каде што меѓу другото децидно е наведено дека се забранува дискриминацијата врз основа на пол во јавниот и приватниот сектор во многу области, меѓу кои што и во спортот. Организаторите на маратонот сега гарантираат дека наградите ќе се изедначуваат, а измените ќе бидат внесени уште во четврток. За сега не се сигурни дали ќе ги намалат најавените награди за мажите или пак ќе бараат спонзори за зголемување на наградите за жените. Минатата година во трката учествувале само 9 жени, но оваа година организаторите очекуваат многу повеќе, барем според денешните реакции. Веќе председавме некои активности за да се коригираме во тој смисол. Меѓутоа и јавно би сакал стварно да се, како што имаше реакции за наградите, така да се појават и што повеќе учеснички од женскиот пол. Затоа што сите години, да речам, повеќе од 10 скоро учеснички да сме немале. 31-иот меѓународен атлетски маратон Охрид 2017 ќе се одржи на 8 септември по повод Денот на независноста на Македонија. Трката се одвива покрај брегот на Охридското езеро во должина од 30 км, а стартот е кај комплексот Свети Наум.